Од едната страна свирежи, од другата страна фалби. Предизборната офанзива на Бочварски и Џафери во сенка на нервозните возачи кои попатно свиреа, додека функционерите се само фалеа со новиот рехабилитиран пат на влезот на Скопје. Да се слушаат фалби за вложување милиарди во инфраструктурата не е лесно, кога ги знаеме какви ни се македонските автопати. Но во очите на Благој Бочварски, власта овозможила добра патна инфраструктура. По се изгледа неговата перцепција е таква оти функционерите се возат во удобни и скапи возила. Дупките по патиштата многу повеќе се чувствуваат ако возите постар модел на автомобил. Македонија повеќе од една деценија го чека автопатот Кичево Охрид. На Бехтел и Енка им дадовме 250 милиони евра, но во една година нема ниту метар асфалт. 2 километри од Скопје до Блаце се градат со години. Проектот е проценет на 18 милиони евра по километар. Во замена за нов автопат до границата со Косово се вози по рехабилитираниот патен правец за кој се платија 3,8 милиони евра. Техничките функционери и директорот на државни патишта денеска повторно се прошетаа овој пат на рехабилитираната делница Катланово-Петровец. Имаме историски инвестициски циклус во изградба и модернизација и во делот на патната, но и во делот на железничката инфраструктура. Во однос на овој проект се работи за комплетна рехабилитација на левиот и десниот коловоз на автопатската делница Катланово-Петровец. За Бочварски овие активности не биле со цел да се додворуваат на граѓаните во предизборје, туку тие постојано биле на терен, бидејќи во Македонија се градело многу. А Џафери, свирежите од автомобилите и камионите, не ги доживеа како нешто лошо, а ни смеа рече, возачите само сакале да пратат поздрав. Делницата Петровец-Катланово се реконструира 4 години. Во ноември минатата година беше пуштена во употреба едната лента. Лани во април екс-премиерот кој беше на увид рече дека ќе се забрза динамиката, а сега според најавите од министерот за транспорт, активностите ќе завршат многу скоро.